Општина Струмица од денес започнува со реализација на еден од најголемите проекти во заедницата. Од утрово се отпочна со расчистување на локацијата каде е предвидено изградбата на новата социјална населба во Струмица. Имено, диво населената ромско-турска населба на влезот во Струмица на улицата Климент Охридски ќе биде дислоцирана, а семејствата кои имаат нелегално изградени објекти ќе добијат нов дом во населбата која ќе се изгради во близина на турските гробишта. Градежниот инспектор во текот од почетокот на месец март ги имаше изработено сите записници за дивоградбите на местото на трасата на социјалната населба. Луѓето беа известени дека треба или сами да пристапат со рушење или општината ќе превземе действија и тоа се случи на денешен ден. Ќе повторам, благодарам на разбирањето, најважно од турското мало, на толеранцијата и разбирање дека прво мора да има ред и второ дека станува збор за проект кој што ќе ја направиме, преку кој што ќе ја направиме општина Струмица многу поубаво место за живење. Сите ние сме сведоци, дури нашите гости од другите општини, од другите градови, од другите држави, при влезот од Струмица од страна на населено место Куклиш на транзитниот пат, дека станува збор за ругло. И сите констатираме и заклучуваме дека мора да се стави ред. При тоа, моје ветување пред жителите во тоа мало е дека никој нема да биде иселен и оставен на улица додека не се реализира социјалната населба. После децении сведоци сме сите струмичани дека веќе како што кажав, пред распишување на јавна набавка е проектот, нормално сите законски рокови ќе се поминат, ќе видиме која компанија, кој понудувач ќе биде најповолен за изработка на проектот, веднаш по завршување на проектот ја распишуваме јавната набавка за реализација на првата фаза од социјалната населба во турското мало. Костадинос денес на пресконференција информира дека разговарал и со граѓаните кои во моментов живеат покрај транзитниот пат. Веќе биле запознаени со проектните активности на општината. На моје огромно задоволство и навистина тоа не ме изненадува, жителите од долното турско мало на Климент Охридски позитивно го прифаќаат тоа, зошто и тие самите се свесни дека Климент Охридски, тој дел каде што живеат во дивоградбите, не е соодветен за и нема достоинствени услови за живот. Таму имаме неколку случаи каде што се газат луѓе од автомобили, претрчуваат на улица. Тоа е транзитен пат, многу фреквентна улица во градот. Кога ќе видат за какви куки станува збор, кога ќе видат за каков сериозен проект станува збор, и веќе разговараме, но друго е кога ќе го имаме проектот црно на бело, кој што ќе биде соодветно презентиран пред јавноста, пред самите луѓе кои што треба да бидат дислоцирани. Навистина јас очекувам поддршка и од нив. И барам поддршка од нив. Постојано, уште пред изборната кампања за локалните избори, разговарам со тие луѓе. Отворено кажуваме, тука важно е да бидеме сите страни искрени, дека ќе постои, во идно време ќе има дислокација од таму каде што сега живеат, свесни се дека немаат имотни листови за објектите, кажав, доколку има еден имотен лист, тој ќе биде поставен ако се има собственост на имотот со кој што располага. Првата фаза од проектот е предвиден до крајот на оваа година. Социјалната населба во месиноста Чамлык ќе опфаќа 3,34 хектари, каде треба да се изградат 100 куќи со цел домување на граѓаните кои во моментов живеат во дивата населба покрај транзитниот пат.